Ова емисија на Агенда 35 ја посветуваме повторно на европските перспективи на младите, преку нивните битки со слабостите на системот, пред сепаратизацијата и лошите образовни политики. Гостин е председателот Стево Пендаровски, имаме и репортажа од Крива Паланка, од Европската куќа таму каде што разговараме директно со младите и го слушаме нивниот глас. Останете со нас. Најздравите промени почнуваат од младите. Европските вредности всадени во младите се најважната гаранција за европската иднина на земјава. Оваа премиса е основата на Europe House центрите основани од делегацијата на Европската Унија. Со цел да го привлече младинскиот сектор и да стимулира иновации и креативност, модерните Europe House центри во Скопје, Крива Паланка и Струмица се простор каде прогресивните поединци, заедници и организации во овие општини се дружат, смислуваат и реализираат нови идеи. Во фокусот секако се европските вредности. Екипата на Агенда 35 го посети Europe House во Крива Паланка, кој функционира 4 месеци, а веќе е препознатливо место на младите. Првично, заинтересираните субјекти кои што доаѓаат тука се младите, односно целта на овој простор и самата визија на луѓето кои што го создале овој простор е да ги соедини младите кои што би дошле тука, би споделиле своји идеи, би се вмрежиле, би создале нешто ново и иновативно за овој град. Всушност ова е еден младински хаб каде што младите доаѓаат, каде што проактивно организираат некои настани кои што досега можеби и не се организирале, бидејќи немале простор каде што можеле младите да ги изразат своите идеи, интереси и слично. Меѓутоа исто така е и простор каде што можат да дојдат и да поминат едно квалитетно поминато време. Навистина сме изненадени од интересот на младите кои што доаѓаат во Europe House Крива Паланка, а уште по-пријатно изненадени од тоа колку талентирани млади луѓе има во Крива Паланка кои што досега немале простор, можеби немали можност да ги реализираат своите интереси и своите таленти. Така да тука имаме многу млади кои што се заинтересирани за претприемништво, кои што се заинтересирани за андерграунд култура, за музика, за уметност, дури и за некои политички работи, општествени работи и слично. Всушност целта на овој простор е и тоа, да ги промовираме европските вредности кои што и текако младите во Крива Паланка ги имаат, вредноста на проактивност, вредноста на младинско учество во општеството. На некој начин со овој простор се слуша и гласот на младите во Крива Паланка и на нас тоа ни е многу драго. Додека ние бевме на посета во Europe House Крива Паланка, истиот го посетија голем број на млади. Велат дека откако е отворен овој простор во центарот на градот, некои од нив се речиси секојдневни посетители. Лично за мене Europe House е од големо значење. Europe House е како мој втор дом, како наш втор дом, а се надевам дека е исто така од големо значење за младите во Крива Паланка и убедена сум во тоа, бидејќи имаме голема можност да се дружиме, заедно да ги спознаеме европските вредности, секако да се состанеме надвор од образовниот систем, надвор од училиштето и да креираме наша средина во која ќе бидеме активни. Јас исто така сум активна во Europe House, активен член во Europe House, имам учествувано на многу дебати и многу обуки, онлайн и со физичко присуство. И јас сум задоволна од моето учество во мојата активност и учество во Europe House. Имам многу пријатели кои навистина ја сваќаат вредноста на Europe House, бидејќи порано во Крива Паланка немаше ваков објект и немавме ваква можност. Меѓутоа сега заедно со моите пријатели доаѓаме во Europe House и сме дел од повеќето активности од Europe House и тоа навистина тие знаат да го ценат и од големо значење и за мене и за сите млади во нашата општина. Просторот е концептуално дизајниран за да служи како собиралиште каде што се поттикнува дебата, се инспирира соработка и вмрежување меѓу различни сегменти што вклучуваат претприемачи, млади иноватори и креативци. Трет скоро 4 месеци како постои Europe House во Крива Паланка и нас како тим од Europe House Крива Паланка ни е особено драго што просторот го има во Крива Паланка и што можеме да дадеме допринос кон младите во локалната заедница и во поширокиот регион за да
ги доближиме повеќе до нивните врсници од Европа, затоа што во суштина просторов е наменет токму за тоа, да ги промовира европските вредности и да ги овозможи на некој начин условите кои што ги имаат младите во земјите членки на Европската унија да ги добијат и нашите млади овде. По однос на настаните кои што се организираат во Europe House Крива Паланка, можам да кажам дека за сега сме задоволни со темпото со кое што работиме. За 3 месеци и нешто повеќе постоење имаме повеќе од 40, скоро 50 на настани организирано во Europe House Крива Паланка. И тие како фокус група за работа ни се млади, така да сите потекнале или како идеја од млади, или се инициирани од наша страна на нивно барање, преку истражување на нивните потреби, како се вика, афинитети и така натаму, за да на крајот на краиштата бенефитот биде кај нив. Доколку збориме за типот на настаните кои што се организираат во Europe House Крива Паланка, тие барем досега биле насочени кон едукација на млади, без разлика дали тоа формална или неформална, за теми кои што се од нивен интерес, култура и културни активности, од типот, не знам, сликање, цртање, изложби, креативно изразување, пишување и така натаму, едукативни работилници од типот на комуникацијски вештини, основи за дебатирање и јавен настап, неколку настани кои што беа од поголем обем, кои што реков од регионален карактер, посебно промоцијата на можностите кога веќе ги спомнав, кои што ги нуди Европската унија за млади, промоцијата на новата програма Еразмус, која што на пошироко регионално ниво ја направивме со гости од североисточен граѓански сектор, млади, институции кои што работат со млади и самите млади од североисточен регион и дел од источниот регион. Беа опфатени во целата таа приказна. Не знам, имавме работилници од типот за поттикнување на младински активизам и застапување и младинско застапување во насока на повторно охрабрување на младите да се изборат за своите идеи, за своите права, за своите размислувања, затоа што на крајот на краиштата, освен што сме тука да им ги овозможиме условите на младите да творат, да создаваат, да се искажат, тука сме и да ги охрабриме младите, односно овој простор да биде место од каде што ќе поиде, односно ќе започнат некои позитивни промени и позитивни идеи. Стартот на функционирањето на Europe House Крива Паланка е повеќе од одличен, но како понатаму, во кој правец ќе се развиваат активностите на ова место на новата генерација? Самото отварање на Europe House ни покажа дека пријатно не дочека тие општествени субјекти во Крива Паланка. Поточно невладиниот сектор и како има голем интерес и веќе реализира своји работилници, тренинзи, значи веќе имаме остварено соработка. Исто така, значи во однос на општината исто огромна поддршка од нив и заеднички настани кои што досега ги реализиравме. Бизнис секторот исто така инволвиран во однос на поддршка, во однос на некои нивни идеи кои што сакаат да ги спроведат со нас, така да навистина бевме пријатно дочекани и дури не очекувавме дека ги имаме толку интерес и од нив, бидејќи сепак ова беше место за младите и е место за младите, меѓутоа и тие на некој начин сакаат да бидат инволвирани во сето ова. Дури сме пријатно изненадени од тоа што веќе имаме покани за меѓународна соработка од невладини организации од Литванија, од млади кои што живеат во Германија, а слушнале за овој простор тука преку некои од младите кои што доаѓаат тука, така да веќе имаме и некои, како да кажам, драфт идеи кои што планираме да ги спроведеме во иднина, кои што ќе бидат одлични за промоција на овој простор, одлични посебно за младите, за да можат да споделат искуство со младите од земјите членки на Европската унија. Председателе, добар ден, добре дојдовте во Агенда 35. Оваа емисија ни е посветена на една интересна тема и би рекол исклучително важна, тоа се перспективите на граѓаните и на младите пред се. Имаат ли младите во Македонија перспективи и дали се тие европски?
На хартија да, меѓутоа за жал во практичниот живот се помалку гледаме таа европска перспектива. А ако верувате и низ праксата и низ многобројните истражувања што ги имаме погледнато, низ годините тоа е една од главните мотивации за младите да останат во својата земја. Јас пред 2 години бев предмет и на критики и на пофалби за една моја изјава која дадов на конференција на млади во Нови Сад, во Србија, Да, се која реков сеќавам. дека да, ако не сум председател и ако сум на почетокот на животниот пат, ја би се оцелил. Јас мислам дека тоа е ништо по вистинито нема од тоа. Зошто? Ако вие сте да речеме на свој 20 години сега и чекате до сега 16 години со статус на кандидат да почнете преговори, ако почнете преговори денеска, минимум 7, 8, 10 години може секој нов влез во Европската унија подолг од претходниот, се како ќе му објасните на секој млад човек и на секој човек кој има само еден живот на располагање, дека треба да чека 30 години, не знам колку години за да дојде до таа Европа, во која прво стандардот ќе биде повисок и сите стандарди во образование, во животна околина, на работни места треба да бидат на многу повисоко ниво. Чи за жал кабајетот е главно кај нас. Кај политичките елити кои изминативе децении не беа на висината на таа задача, тука нема бегање од тоа, меѓутоа мислам дека и Западниот Балкан и ние како дел од тој регион практично сме на маргините на европската агенда, без европската супервизија, да ја наречам, и за ова бев предмет на критика од некои наши поранешни функционери, ние не можеме доволно брзо да стигнеме до европските стандарди. Чи јас го реков тоа и не бегам од тоа. Ако ние имаме супервизија од Европската унија, мислам дека нашата економија, нашето општество ќе оди многу побрзо напред и да речеме за евентуално за 20-25 години од денес, со таква супервизија, ние можеме да дојдеме на денешниот европски просек, членки на Европска унија, просекот. Ако сме сами, со практично никакво во историска смисла демократско искуство и на лоциране во ваков регион, ние ќе стигнеме таму за 2 до 3 пати подлог период. И тоа е практично повеќе од колку просечниот човечки живот. Да, тој и премиерот го кажа неодамна дека Европа е кабајтлија со Македонија и во односот кон нашата држава, меѓутоа и некои истражувања на луѓе кои што се занимаваат со оваа проблематика кај нас говорат дека за дел од евроскептицизмот кај младите големо влијание имаат и коруптивните скандали во општеството кои што демотивираат и воопшто целата таа бавна имплементација, особено во сферата на правдата и на владењето на правото. Како ги гледате домашните околности визави евроскептицизмот? Ние имаме еден многу лош извештај последнава година на Transparency International и да не се лажеме, и минатогодишниот беше лош. Ако сега сме на 111, бевме на 105 место, ги знам сите објективни околности, новата политичка постава 2016-2017, што затекна од државата и во државата, и дека треба долг пат да измине после таа една деценија на практично руина направена од државата и од институциите на државата, и тоа ние мораме многу побрзо да дојдеме во таа насока, бидејќи кога ќе ги прашате младите заради што се иселуваат од државата, или, например, има еден друг феномен, кој не се забележува само кај нас, зашто не учествувате во политичкиот живот. Партиципативноста на младите е на многу пониско ниво, ако зборуваме за млади од 18 до 28 години, во однос на другите возрастни категории. Највозрастните најчесто учествуваат на избори, не зборам за волонтирањето и учеството во НГО-та, меѓутоа на избори младите многу не сакаат да учествуваат. Првичниот, иницијалниот чин на секој демократски процес. Тие не се задоволни од функционирањето на институциите. Прво, институциите тие сметаат дека се високо партизирани и без вистинска членска книжка ти не можеш да просперираш, може да се вработиш, а не да направиш кариера понатаму. И во последните 20 години со некои мали деформации во оној принцип наречен правична и соодветна застапеност, дел од институциите и непотребно се етнизира. Значи се распишува конкурс во кој вие знаете дека одреден етникум мора да има толку и толку места, а тоа не го пишува во конкурсот. И многу млади од другите етникуми конкурираат и одбиени се само затоа што не се со вистинскиот етникум. Во тој дел ние како држава моравме да бидеме многу попрецизни и многу појасни. Значи неспорна е потребата од правична и соодветна застапеност и ние на тој план имаме во изминативе 20 години, годинава славиме 20 години од рамковниот договор, имаме огромни исчекори направено од 2,4% 2001 година. Застапеност на албанците во администрацијата ние сме околу 20% денес, меѓутоа дел од младите кои не припаѓаат на оваа етничка заедница, велат кажете ни однапред барем да не конкурираме. Корупцијата исто така проблем. И предходно мислам дека младите се демотивирани и заради состојбите во образованието. Во која смисла? Во образованието младите не учат вештини кои им требаат на пазарот на трудот утре.
Јас знам само за 3-4 пионерски обиди во изминатава деценија во која некој од колегиумите на високостручните, високообразовните институции на факултетите ги прашале стопанските комори или бизнес заедницата какви кадри ви треба вам, за кои ќе излезат од школските клупи, тие луѓе навистина да имаат шанса да бидат вработени и да имаш потреба од таков профил. Да, тоа е реформата со дуалното образование кое што Да, меѓутоа не сме одминати многу по таа смисла. Ние имаме и денеска за жал многу повеќе млади кои добиваат на хартија, парче хартија дека завршиле нешто, немаат практична вештина и да не ги криеме после тоа бизнисмените кои велат вакви не ни требаат. Така го споминавте. И во практична смисла, јас да ви кажам како беше некогаш лошо, како денеска не е битно променето колку што можам да знам. Јас дипломирав на правниот факултет во Скопје и ако ви кажам дека во тие 4 години, далечните 980 години, ние бевме само 2 пати во суд да гледаме судење и практично никогаш не дојдовме во ситуација да напишеме тужба, жалба, приговор, било што, че ние излеговме со книшко знаење, не со практично знаење. Не знам дали денеска е по сите овие силни факултети кои ги правевме изминативе 20 на години, дали состојбата е подобра, се сомневам дека е подобра. Не верувам дека е. Ќе се навратиме на образовните реформи, само сакам нешто што споминавте околу меритократијата визави имплементацијата на Охридскиот рамковен договор и тие вработувања. Претпоставувам дека сте и самиот знаете дека забелешките на оние луѓе кои што го поддржуваат Охридскиот рамковен договор и неговата имплементација се повеќе во насока дека се користи како злоупотреба токму на принципот на меритократија. Како да се испочитуваат оние одредби од Охридскиот рамковен договор и обврските, за кои што се разбира сите се согласуваме дека се неопходни, меѓутоа низ призмата на меритократија и квалитет. Значи, проблемите започнуваат за сите етникуми во сферата на образованието. Јас мислам дека дури во основното, за средното сигурен сум и за високото, кога практично ние продуцираме деца кои знаат фактографија, не може тоа знаење да го имплементираат, иако воопшто го добиваат вистинското знаење и на ниво на фактографија. Меѓутоа, понатаму политичките елити од сите етникуми, тоа не може да криеме една, друга или трета заедница, затоа што глеdaa краткорочно за следните избори, се грижаа повеќе да имаме бројки преку статистика преку кои ќе кажеме дека правиме длабоки политички промени. Значи, прво, присуството на сите етнички заедници е неопходно да биде во соодветен баланс во институциите, живееме во такво хетерогено општество. И една од причините за проблемите во 2001 беа затоа што во 90-тите години не водевме сметка за таа застапеност. Меѓутоа, на сметката на голата бројка која ти ќе ја презентираш на некој митинг или во некоја политичка програма ќе кажеш заради нас место 2% имаме 5%, 8%, 10%, не знам која е заедница, практично тоа е краткорочна политика, кусогледна политика која не води сметка за стратешките интереси. Стратешкиот интерес е да правите баланс меѓу вештините на човекот и неговата етничка припадност. Ако водите сметка само за етничката припадност, нека само македонци во прашање, има и такви случаи, вели доволно имаме примено, грубо да кажеме, од овие другите, а и се од овие првите немаме, и тоа е повторна етнизација во спротивна насока. Етнизацијата и партизацијата, особено на институциите во која вие не може да влезете ако немате вистинска книшка во джебот, е погубна за институциите. Мислам дека тоа се двата клучни проблеми на нашите институции. Освен тоа што и тие што претходно биле во администрација и овие што денеска утре стануваат дел од таа администрација, немаат доволно, да ги наречам, европски вештини и не ги обслужуваат граѓаните на тоа ниво кое е неопходно. Независно кој од другата страна на шалтерот, грубо кажано, вие мора да му пружите еднакво ниво на заштита на неговите права и тоа да го направите навремено. Го споменавте образованието, ќе се согласиме тука дека дефинитивно е клуч за било какви промени, за отворање нови перспективи за кои што зборуваме. Во моментов се актуелни образовните реформи или најавите за нив, гледаме силни реакции во општеството, разни коментари и критики. Токму и младите се дел од тие процеси. Како вие гледате новој процес на реформи и не само на суштински, на нивниот квалитет, туку и на начинот на кој се презентираат или се комуницираат со граѓаните? Тоа се две различни прашања и тука можеме да дебатираме за второто околу презентацијата. Знаете, ние политичариве имаме од време на време секаде во светот, па и посебно кај нас имаме проблем и најдобрата идеја да ја представиме навремено во сите нејзини аспекти на обичниот граѓанин, за да не се уплаши прво од неа, бидејќи луѓето се плашат од непознато и од ново и не сакаат влезени во една матрица на рециклирање на она што претходно го научиле пред децении, не сакаат нешто ново да научат. И ја мислам дека тука има голем простор за подобрување, за презентацијата, како видите вие модерно пиарот сега, што и тој пиар аспект е битен. Јас ви тврдам дека прилично значаен број од младиве луѓе
што протестираат се на овие последни протести, да не зборам за нивните повозрасни родители, протестираат, не знаат точно што значи дигитализацијата во образованието. И како е замислена? Како е замислена, во Не е кој фази убава, ќе оди и што во моментов сега како прва фаза се предлага. Инаку не можете да спорите воопшто околу потребата да има дигитализација која е глобален процес, кој пандемијата само ни го исфрли на површина и ни кажа ова е иднината. Да. Значи наместо од тоа нешто лошо да видиме и добро, наместо за 5-10 години да дојдеме до тој степен, ние моравме побрзо да се дигитализираме целиот свет во таа насока. Значи нема спор околу тоа. И не можам да сватам зошто некој би имал против дигитализацијата, а сите ние знаеме, и најмлади и најстари веќе, највозрасни наши граѓани дека користат такви гаджети како ги нарекуваат младиве сега или не знам апарати различни кои ни го олеснуваат животот. Значи процесите кои се почнати се добри, процесите кои се почнати за осовременување на образованието се добри. Мислам дека си за доцнети години и години назад требаше порано да ги почнеме. Меѓутоа околу презентацијата мислам дека треба повише стейкхолдери, повише невладини, граѓани, медиуми да бидат уште од првата фаза вклучени за да го објаснат подобро. Опозицијата го има во својата програма горе-долу истиот, значи нема тука. Али мислам дека треба и опозицијата треба да биде вклучена. Се ако реши понатаму од политички причини да бойкотира, тоа е легитимно за опозицијата. Меѓутоа невладини, граѓански здруженија, медиуми во прв ред. Знаете, ние правиме постојано кампањи, најчесто правиме кампањи, од која работа е веќе извадена во јавност. И ти со пар спотови после не можеш да ги убедиш луѓето дека тоа е добро. Или штетата е веќе направена. Направена е штетата и има недоверба меѓу овие кои треба да се реципиенти, кои на приматели на тој тип на нова услуга и нова вештина и одма имате блок. Наместо на почеток да ги повикате луѓето, пред се младите, за кои тоа е првенствено на мене. Ја споменавте апатијата на младите луѓе за да се инволвираат во политички процеси, веројатно изедначувајќи ја политиката со партиите, па ангажманот во политика го сметаат за партиски ангажман. Колку тука одмага на некој начин поларизацијата што ја креираат главните политички партии и неможноста да се воспостави политички диалог на едно ниво кое што би придонело кон зближување и кон можност да се слушне гласот на другиот, не само да се Тоа е главната причина. Тука мораме да бидеме само критични ние као сегашни актуелни политичари. Тоа е главната причина зашто на младите политиката им одмилува. Нашите длабоки политички конфронтации, често и за непотребни, за маргинални теми или од чиста суета, одмагаат. Вие кој ќе видите приказ од некоја собраниска седница или од некаква кампања или од некаква дебата на телевизиите, седите дома во својата дневна соба, гледате двајца кои само што не се заклале на телевизија и сега вие треба да решите или за овој треба да гласам. Јас мислам дека политичката култура која се гради, тој генерацијски проект, повеќе генерацијски проект ни е една од задачите која мораме да ја совладуваме побрзо, зашто нивото на политичка култура која го има кај нас и на Балканот генерално, ја ве убедувам, бидејќи памтам подолго време, дека не во 90-тите ниво комунизмот, во 80-тите не беше на тоа ниско ниво, во кој имаше навреди, доминираат навреди, лични навреди и дисквалификации, а не доминираат и борба со идеи. Че вие и најтешката квалификација за мене може да ја кажете на културен начин. Ние тоа не го правиме. Се тука има и случаи, од нив треба да учиме, во позитивна смисла, меѓутоа генерално нашата јавна дебата, јавна политичка дебата е на приземно. Треба ли тука повеќе работа со партиите, со нивните подмладоци? Можеби нешто знам во тој дел затоа што неколку големи странски фондации уште од раните 90-ти се ангажирани именно во директна работа со партиите. И бидејќи се тоа основните политички единици фактички на системот, преку нив се артикулира најголем дел од интересот и од таму доаѓаат и најголем број од политичките репрезенти на граѓаните после избори. И сега видов скоро една анализа на една од тие големи фондации која вели дека најголемото потфрлање на нашата демократија е во таа така наречена внатрешно партиска демократија или недостатокот од внатрешно партиска демократија. Ние допрва сега гледаме 30 години од воспоставување на формалниот плурализам да една политичка партија прави директни внатрепартиски избори. И тоа е представено како, не знам, светско достигнување. За жал за нас и е. Меѓутоа тоа требаше да го направат сите партии уште пред 10 на 15 години или вие не смеете да споменете да институционализирате фракција, например, политичките партии. Што многу партии во Европа, недалеку од нас дури, се нормална работа, да ги давате материјалите, замислите предходно да ги давате тие материјали како влада, но ова што би можел да се нарече, така нарече влада во сенка, например. Да имате министер за тој и тој ресор во сенка, министер за економија во сенка, министер за одбрана во сенка. Зашто да не?
Нема криење од тоа и не би требало да има криење. Кај нас ние сме затворени во партиски театари, претходно бевме затворени и се уште сме за жал во еден доминантен број во етничките табори. И таа длабока партизација и длабока етнизација практично се двете рак рани на македонското општество. Би го привршувала интервјуто повторно со првата поента околу можноста и имањето на перспектива или не. Низ призмата на иселувањето, ние токму во минатата емисија објавивме ни поразителни бројки за бројот на луѓе кои што официјално ја напуштила државата во последните 10 години. Колку тука и како ќе влијаат европските преговори? Знаеме каква е состојбата таму, меѓутоа еве и во случај кога би се отвориле, има разни коментари дека токму тоа ќе помогне во настока на одлевање уште повеќе. Тоа е стара дилема и сега е малку само забрзана таа дебата заради она што се случува последните, да речеме, 5-6 години во Хрватска, која стана членка 2013. Бугарија претходна. Бугарија претходно има големи бранови на иселување и откога ќе станеш членка или полесно ти е да се иселиш. Да знаете што е разликата? Според мене, че дај Боже денеска да станеме членка на Европската унија, од тој аспект ќе биде секако подобро. Вистина дека вие ќе бидете со еднакви шанси да просперирате на било кој дел од заедничката европски пазар. Ќе биде полесно за минувањето. Во однос на визија, во однос на апликација за работа или на факултети. Меѓутоа, факт е дека ако влезете во Европа, следејќи долги години нивните стандарди, економијата ќе биде многу повисока, инвестиции, нови работни места и така натаму, и вие ќе имате далеку поголема шанса прва да почнете и да успеете во својата земја, отколку да сте надвор од Европската унија и да се чудите што да правиме со оваа држава која нема никаква перспектива. И Бугарија, и Хрватска, и сите оние кои сега има некакви понови бранови на иселување, никој не кажува какви би биле и од тој аспект, ако не би биле воопшто во Европската унија. Ние велиме се иселуваат и од тоа се зголемува, така што меѓутоа Бугарија има иселување, Хрватска има иселување, да, ама Хрватска ако не би била никогаш во Европската унија. Кој може да каже дека не би имала 2 пати, 3 пати, не знам, 4 пати поголема диаспора млади луѓе надвор од колку што има сега? Така што неспоредливи се фактите воопшто и во економските и во демократските индикатори, далеку подобро да бидеш внатре, со сите шанси кои младите ќе ги имаат да заминат побрзо, меѓутоа еве да ви кажам неколку најнови тенденции во тој дел. На пример, минатата година разговарав со претседателите на 2 од балтичките држави. Ти ми рекоа дека иселувањето веќе има обратен тек. И ги прашав кога почна да се случува тоа, па вика почна да се случува кога ние почнавме да наближуваме кон 1000 евра просечна плата. Сега последната моја средба со бугарскиот колега Радев и тој ми спомна некакви тенденции дека иселувањето во Бугарија не е такво како што било пред 5 или 10 години. Како што се крева стандардот, се повеќе млади луѓе решаваат тука да ја побараат својата прва шанса бидејќи ја имаат. Ако не сте во Европска унија или ако вие сте во чекалната на Европска унија како што ние сме на 16 години, мене воопшто не ме чуди дека есенскиот попис ќе покаже поразителни бројки од тој аспект. Мислам дека ги мапиравме тешкотиите на младите и предизвиците пред нив сосема солидно. На крај само ќе ве прашам како вие како институција и вие лично се залагате и преку какви иницијативи за подобрување на состојбата на младите и можеби некоја порака до нашите гледачи. Една од иницијативите која стана видлива во јавноста е канцеларијата за млади во центарот на Скопје, во која дури и во време на пандемија практично секој ден имавме по некаков ангажман, која е достапна за користење на било која младинска организација или поединци своја идеја, бесплатно се разбира. Тоа е она што е видливо, меѓутоа ја во сите мои настапи, во сите мои кажувања во однос на актуелните политики кои треба да се спроведуваат, кажувам дека практично не е возможно вие да донесете закон со кој само на младите ќе им биде добро, не и на повозрастните. И обратно. Јас сум за тој така наречен сак, кој викаат модерно холистички пристап. Мораме на сите возрастни категории во државата, да се разбира на младите пред себе, веќе животот е пред нив, ние сме веќе во поодмината некоја фаза, да им овозможиме подобар живот. И знаете, не постои држава во која вие имате добар живот за оние кои имаат 65 години, а катастрофален за овие што имаат 25. Така што ја никогаш не би ги двоел тие политики само за младите, освен во сферата на образованието, бидејќи тие тогаш почнуваат и влегуваат и завршуваат во тој процес, ние го имаме поминато. Се друго, здрава животна околина, подобри работни места, шанса за вработување, повисоки плати и за оној кој има 55 и за оној кој има 23 се идентичен предизвик. Ви благодарам многу за интервјута. Молам. На 1 јуни Европската комисија ја именуваше Билјана Сиракова, долгогодишен службеник во комисијата, за прв координатор за млади на ЕУ, позиција утврдена со стратегијата на ЕУ за млади 2019-2027.
Целта на воведување координатор за млади на ЕУ е подобрување на меѓусекторската соработка, како и развој и размена на знаење за младински прашања во рамките на службите на Европската комисија и интегрирање на очекувањата на младите во различните политики на ЕУ. Координаторот за млади на ЕУ ќе работи заедно со засегнатите страни за да обезбеди кохерентна комуникација, односно ќе биде контакт и видлива референтна точка за младите европјани, како и за организациите кои ги представуваат нив. Ќе ги координира различните политики на ЕУ кои се однесуваат на младите, охрабрува учеството на младите во ЕУ иницијативи и конечно ќе работи на видливост на идеите и придонесот на европската младина. 66% од европјаните се согласуваат дека проектот ЕУ нуди идна перспектива за европската младина. 27% не се согласуваат со тврдењето, а 7% немаат мислење. Покажува истражувањето Евробарометар на тема Иднината на Европа, објавено на почетокот на мај. Во секоја држава членка, мнозинството од испитаници, вклучени во истражувањето, се согласуваат со тврдењето дека проектот ЕУ нуди перспектива за младите во Европа, а највисок процент е регистриран во Литванија, и тоа 87%. Највисоко ниво на несогласување со тврдењето е регистрирано во Шпанија, и тоа 38% од испитаниците. Инаку во истражувањето спроведено во периодот октомври-ноември 2020 година, по барање на Европскиот парламент и комисија, учествувале нешто повеќе од 27.000 испитаници од сите држави членки на ЕУ. Просечната стапка на невработеност на млади на возраст помеѓу 15 и 24 години во ЕУ во 2020 година изнесувала 16,9%, покажуваат податоците на Евростат. Споредено со 2019 година, стапката на невработеност на младите во ЕУ во 2020 година е зголемена за 1,8% поени во преку 96% од регионите во ЕУ за кои се достапни податоци. Стапката на невработеност на млади е најмалку 2 пати поголема од вкупната невработеност во тие региони. Инаку, по региони регистрирани се различни стапки на невработеност на младите. Па така, најниска стапка е регистрирана во регионот на главниот град на Чешка, Прага, и тоа само 5%, а највисока во шпанскиот регион Мелиња, и тоа 71%. Најголемо намалување на стапката на невработеност на млади е регистрирана во Гвадалупе, преку океански регион на Франција, и тоа за 11,2% поени. А додека најголемо зголемување забележано е во грчкиот регион Централна Грција, и тоа за 15,7% поени. Според податоците на Евростат, стапката на невработеност на млади на возраст од 15 до 24 години во нашата држава во 2020 година била 35,7% и во однос на 2019 е регистрирано минимално зголемување од 0,1% поен. Без семенски материјал нема да има растенија, дрвја, нема да има храна за животните и луѓето. Под влијание на различни причинители, природни или човечки, одредени семења може целосно да исчезнат или пак да биде загрозено нивното постоење. Поради тоа, длабоко во арктичкиот круг на норвешкиот архипелаг Свалбард, дом на најсеверниот град во светот, Спицберген, од 2008 година заради безбедно и долгорочно складирање на милиони семења од целиот свет, во ладни и суви услови, функционира глобален трезор за семења. Свалбард, глобалниот трезор за семења, овозможува заштита на семењата од сите видови на природни или вештачки катастрофи и представува еден вид гаранција за глобалното производство на храна. Трезорот се состои од 3 одделни подземни комори и секоја од нив има капацитет да смести 1,5 милиони различни примероци семе. Примероците семе се чуваат под специјални услови, ниска температура и ограничен кислород, со што се овозможува ниска метаболичка активност и одложено старење на семењата. Глобалниот трезор за семења функционира како сев во банк. Трезорот е во собственост на Норвешка, а складираното семе е во собственост само на депонентот и никој друг. Складирањето на примероците семе за депонентите е бесплатно. Следната емисија на Агенда 35 е после 2 недели поради Европското првенство во фудбал. Останете со програмите на Македонската телевизија и следете на нашите социјални мрежи.